По апсењата на стромичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, директорот на Агенцијата за земјоделска поддршка Илија Стоилев и последно со акцијата во која беа приведени 20 мина, почна да се одмотува криминалното клопче кое со години се плетело во УЈП. Во само 3 истраги штетата на државниот буџет се проценува од над 30 милиони евра. Последната акција откри добро организирана мрежа за незаконски поврат на ДДВ, прикривање на даночни обврски и селективно затворање очи пред милионските долгови кон државата. Според истрагата за злоупотребите знаеле и раководни кадри во управата, со кој се здружил првоосомничениот српски државјанин Маријан Марковиќ за да не плаќа данок кон државата од своите 2 фирми. Во истата група од последната акција се вклучили и други газди, директори и вработени во скопски фирми. Направиле штета од речиси 5 милиони евра. Со оглед на тоа дека истрагата е на самиот почеток, можностите се големи таа да опфати и други инволвирани за кои би се обезбедиле докази. Од УЈП соопштија дека соработуваат со истражните органи и за сите осомничени ја доставиле бараната документација, материјали и експертски појаснувања со даночната регулатива. Без разлика на осомничените, сите работни процеси во управата продолжуваат да се извршуваат непречено, информираат од таму. Управата за јавни приходи јасно нагласува дека нема компромис кога станува збор за незаконито постапување, злоупотреба или корупција. Овие појави се неприфатливи и целосно спротивни на професионалните и етичките принципи на институцијата. Истовремено, УЈП смета дека во сите постапки мора доследно да се почитува принципот на презумција на невиност како основна гаранција во правниот поредок. Судот ги прифати мерките за сите осомничени. 8 од уапсените одат за дрешетки, а таму веќе се наоѓаат уште 2 кои беа фатени од претходната акција за директорот на Агенцијата за земјоделска поддршка. Илија Стоилев заедно со даночен референт од УЈП, државен службеник во Министерството за земјоделство и 2 други барале подкуп од 50.000 евра за да му доделат пари од ИПАР 3 фондовите, иако не ги исполнувал условите. Предходно јавноста слушна детали од случајот со стромичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, кој според обвинителството со помош на службени лица од УЈП и други институции со години излекувал пари од државниот буџет преку фиктивни трансакции и лажни пријави. Само во овој предмет штетата се мери во повеќе милионски износи. Вкупно 10 мина наскоро ќе седнат на обвинителна клупа кои се товара дека направиле финансиски криминал тежок десетици милиони евра. За злоупотреби во УЈП беа и предметите Синџир 1 и 2, кои исто така се однесуваа за добро разработени шеми за даночни измами. Според истражните органи, токму овие предмети го откриле начинот на кој со години функционирал организиран криминал внатре во системот со директна поддршка од поединци во управата за јавни приходи.